сум Предраг Самарџиски, кошаркарски репрезентативец на Македонија. Вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марин Докудовски, гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Драги гледачи и љубители на кошарката на МТМ телевизија, здраво и добродојавте во третото издание од седмата сезона од проектот МТМ Кошаркарска лига за сезоната 2016-2017. Во денешната емисија ќе видиме три надпревари кои се одиграа во спортската сала македонски херои, а ќе ги видиме деца од генерацијата 2002-2003 кои го одиграа второто коло во новата сезона. Освен надпреварите, ќе можете да погледнете и стандардната рубрика Топ 5 на најдобрите потези од ова второ коло во генерацијата 2002-2003, ќе ги видиме и најдобрите 5 потези од јадранската АБА лига, од кошаркарската Евролига и од NBA лигата. На крајот на емисијата ќе го најавиме и второто коло кај генерацијата 2004-2005. Останете погремалите екрани во следните половина час, затоа што започнува 114-тото издание на МТМ Кошаркарската лига. Чест да го отворат ова второ коло во генерацијата 2002-2003 ја имаат тимовите на АБ Спорт и Шкупи. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме на интересните моменти од овој надпревар. Овој надпревар одлично го започна АБ Спорт. Со серија поени за брзо време направи солидна предност, која се зголемуваше до крајот на овој дел. Шкупи не најде начин како да ги сопре на лиците на АБ Спорт и оваа четвртина ја добија убедливо со 13:5. Во вториот дел далеко подобра игра на Шкупи, а АБ Спорт високото темпо на игра не го прикажа во овој период. Па така Шкупи во овој дел ја намали разликата и на полувреме имаше негатива од 6 поени. Резултатот на семафорот беше 18-12, а овој дел Шкупи го доби со 7-5. Во третиот дел кошаркарите не беа расположени за игра, се постигнаа мал број на поени, но АБ Спорт беше подобар и четвртината ја доби со 7:4 и пред стартот на последниот период имаше преднос од 25-16. Во последниот период кошаркарите на двата тима се разигра, се играше многу израмнето со поени на двата дела од теренот, па така во поглед на резултатот не се промени многу. До крајот на средбата АБ Спорт само ја потврди победата од 37-28. Кај победниците тимот на АБ Спорт, 12 поени даде Ѓорѓи Станоевски, 7 постигна Емили Чукаев, а 6 Антонио Гилев. Кај Шкупи најдобар со 11 поени беше Резарт Мемеди, 4 даде Сума Јазири, а 3 Еди Осман.
Наградата од нашиот пријател Горска за најдобар играч на надпреварот MVP ја доби Резард Мемеди од тимот на Шкупи. Здраво, јас сум Војан Саносев и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Дарко Соколов, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Во вториот надпревар од второто коло во МТМ Кошаркарската лига во генерацијата 2002-2003 се сретнаа тимовите на Академија Баскет и Илинден. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме најдобрите моменти од овој надпревар. Овој надпревар беше дерби на ова коло во МТМ Кошаркарската лига и така и започна. Изравнето со расположени играчи на двете страни. Првиот дел, сепак за нијанса, беше подобар тимот на Илинден и со 7:6 ја доби оваа четвртина. Со исто темпо продолжи и вториот дел, но кошаркарите на Академија Баскет повторно подобро заиграа во овој дел. Илинден често правеше грешки, а Академија Баскет тоа го казнуваше. Така овој дел Академија Баскет го доби со 8-4 и на полувреме имаше предност од 14:11. Во третиот дел дојде квалитетот во играта на Илинден, кои со серија на поени направија целосен пресврт. Одлично се играа во одбраната, а нападите ги реализираа во висок процент. Академија Баскет немаше решение за играта на Илинден и во овој период го загуби водството. Илинден ја доби четвртината со 17-7 и по третиот дел имаше пренос од 28-21. Во последниот период Академија Баскет се обидуваше да го достигне водството и резултатот на Илинден се доближи на -3 коша, но Илинден искусно ја чуваше преноста и не дозволи изравнување на резултатот и драматична завршница. Така да во крајот на надпреварот Илинден стигна до победата од 38-31, а последниот дел го доби Академија Баскет со 12:10.
Кај победниците тимот на Илинден со по 10 коша најдобри беа Мишел Јаневски и Кристијан Стојановски, а по 5 коша дадоа Александар Атанасовски и Филип Пешев. Кај Академија Баскет 11 поени постигна Антонио Цаневски, 7 даде Виктор Мојсовски, а 6 Никола Неделковски. Наградата од нашите пријатели Горска за најдобри играч на преврат MVP ја доби Кристијан Трајчевски од тимот на Илинден. Јас сум Синиша Аврамовски. Јас сум Јане Петровски. Јас сум Тони Гарчаров. Јас сум Димитар Мераковски. Јас сум Тони Симич. Јас сум Костовски Александар. Гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. И во третиот и последен надпревар од денешната програма се сретна тимовите на ФНП Академија и Крива Паланка. Ги гледаме најдобрите моменти од овој надпревар во следните 10 минути. Надпреварот започна со комплетна доминација на тимот на Крива Паланка. Тие ги користеа сите грешки од тимот на ФНП Академија кои немаа никакво решение во нападот и одбраната. Крива Паланка ја зголемуваше разликата до крајот на овој дел и со 10:5 победе на надпреварот по првите 10 минути. Во вториот дел ФНП Академија ги консолидираше своите редови, но тоа беше премалку во однос на расположените играчи на Крива Паланка кои уште повеќе ја зголемија предноста на овој меч. Така Крива Паланка на полувреме замена со предност од 22-14, а овој дел го добија со 12-9. Во третиот дел се играше доста изравнета кошарка. ФНП Академија правеше напори за достигнување на резултатот на Крива Паланка. Поени имаше и на двете страни, а Крива Паланка во овој период не дозволи изравнување на резултатот и само ја одржуваше разликата стекната по првите две четвртини. До крајот на овој период, ФНП ја намали разликата и со 10:8 го доби овој период, а Крива Паланка го имаше водството од 30:24. Последната четвртина, Крива Паланка ја одржуваше разликата до крај и не дозволи ФНП Академија да направи целосен пресврт. Иако ФНП многу им се доближи резултатски, на крајот победа на Крива Паланка со 46-42, а овој период го доби ФНП Академија со 18:16. Кај победниците тимот на Крива Паланка најдобар во својот тим и на надпреварот беше Никола Јовановски со 17 поени, 9 даде Алексеј Ѓошевски, а 7 Давид Митевски. Кај ФНП Академија најдобар со 10 поени беше Огнен Петровиќ, а по 9 поени постигнаа Лука Станковиќ и Марко Богески.
Наградата од нашите пријатели Горска за најдобри играч на преврат MVP ја доби Никола Јовановски од тимот на Крива Паланка. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Следо рубриката Топ 5, каде ќе ги видиме најдобрите 5 потези од ова второ коло во МТМ Кошаркарската лига кај генерацијата 2002-2003. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. А како тоа го прават најдобрите? Погледнете ги на новите топ 5 потези во АБА лигата, Кошаркарската Евролига и NBA лигата.
Makes sense though. Dale, que la cosa está rica. Јас сум Маријан Лазовски. Јас сум Драган Василов Цевкан. Јас сум Лазар Пуволски. Јас сум професор Александар Туфекчиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Драги гледачи, завршува и ова трето издание од седмата сезона на МТМ Кошаркарската лига за сезоната 2016-2017. Ние повторно се гледаме следната недела со надпреварите од нашата лига, која вие, почитувани гледачи, ексклузивно можете да ја гледате на програмата на МТМ телевизија. Ќе ги видиме следната недела децата од генерацијата 2004-2005 кои ќе го одиграат исто така второто коло. Почитувани гледачи, останете и понатаму со програмата на МТМ телевизија, а со најновите кошаркарски возбудувања од нашата лига се гледаме повторно за 7 дена. Поздрав! Oye, mamita, dale, que la cosa está rica.